Ако се уште не сте слушнале за терминот внатрешен дом, време е да го запомните. Ке биде хит кај дизајнерите на интериер и секој кој сака нивниот дом да биде повеќе од само убава позадина за фотографии, туку простор кој буквално ја храни душата. Зборот е создаден од комбинирање на зборовите индор, внатрешен простор, и ендорфин, хормонот на среќа. А зад неа стои филозофијата дека интериерот треба да не опушти, освежи и да внесе оптимизам во секојдневниот живот. Звучи одлично, но како всушност изгледа во пракса? Тајната е во создавање на простор кој дише, кој е топол, пријатен и автентичен, далеку од стерилни, студени интериери од каталозите. Наместо совршенство и крути трендови, овде се слави животот, грешките и личниот стил. Природни материјали се клуч за внатрешната рамнотежа. Дрвото што зрачи топлина, лен што нежно паѓа, керамика со малку рустикален облик, ратан што повикува на летни спомени. Сето тоа носи текстура и топлина во вашиот дом. Докажано е дека природните материјали позитивно влијаат на нашето расположение, создавајќи чувство на сигурност и релаксација. Природните материјали како дрво, камен, бамбус и теракота ја имаат главната улога во дизајнот на интериер. Зелените ѕидови, вертикалните градини и внатрешните растенија стануваат незаменлив елемент, внесуваат живот и свежина во просторот. Органските форми во мебелот со заоблени линии без остри рабови се дел од трендовите за годината што предстои. Подеднакво важна улога игра светлината. Заборавете на студените лед светилки кои го претвараат просторот во канцеларија. Изберете топло амбиентално осветлување, бамбусови светилки, стакло со нерамни површини или ленени абажури, кои ја дифузираат светлината како утринското сонце низ завесите. Бои кои смируваат и подигнуваат енергија. Се разбира, технологијата се повеќе се интегрира во внатрешноста на дискретен, но и функционален начин. Преку паметните куќи, паметниот дом, контролата на светлината, контролата на грејењето и безбедносните системи, преку апликации стануваат стандарден дел од идните интериери. Минималистичките уреди како што се бежични полначи, вградени во мебел, скриени приклучоци и чист дизајн во внатрешноста. Виртуелната уметност во форма на дигитални слики и проекции исто така станува дел од модерните интериери. Свеста за заштита на животната средина влијае на изборот на материјали и производни процеси. Се повеќе се става акцент на рециклираните материјали. Мебелот од декор направен од рециклирано дрво, метал или пластика стануваат се повеќе популарни. Паметното осветлување, лед светилките и соларните системи стануваат стандард за енергетски ефикасни интериери. Палетата на стилот на ендорфин се потпира на природата. Зелени тонови, пастелни зелени нијанси, беж, топли бели тонови, како и нијанси на бледосива и маслинасто зелена, кои потсетуваат на спокојни пејзажи. Валканите розови, теракота и песочни бои се исто така одличен избор. Топлите тонови се идеални за дневни и спални соби, во кои сакате да се опуштите. Посвежите нијанси како светло сина и нане се совршени за работно катче или кујна, каде што е важно да се задржи енергијата. Тајната е во рамнотежата. Неутралните основи ги поврзуваат сите елементи и создаваат хармонија. Вашиот простор е ваша приказна. Заборавете на стерилните интериери кои изгледаат како хотелски соби. Филозофијата на ендорфин не потсетува дека просторот треба да ја раскаже вашата приказна. На полицата може да се стави омилената книга, сувенир од патување, семена фотографија или рачно изработена вазна. Не го криете она што го сакате. Деталите се тие што му даваат карактер на просторот. Создадете свое мало ќоше на среќата. Тоа може да биде полица, масичка до софата или ќоше покрај прозорецот, каде што ќе ставите цвеќе, миризлива свеќа или уметничка ситница што ќе ве насмее секогаш кога ќе ја погледнете. Ова не е само тренд, туку начин на живот. Ендорфинс не е минлива мода, туку начин на размислување. Домот станува повеќе од убав простор. Тој станува за солниште што го смирува умот, ве охрабрува кога деновите не се совршени и ви го подигнува расположението кога ви е најпотребно. Во време кога сите брзаме и кога менталното здравје и внатрешниот мир се луксус, овој пристап кон уредувањето на домот вреди злато. Вашиот дом не мора да изгледа како насловна страница на списание, но треба да биде место кое секој ден ве потсетува колку сакате да бидете таму.